Здраво, вие сте со најновото издание на Плејаут на Мега. Овој пат малку поинакво издание од вообичаените. А сега и краткиот преглед, за да го обезбедиме вашето внимание. Марија Станковска, гостинка во Плејаут. Промоција на новиот кавер на песната Cheap Thrills од Сија. Како што најавив на почетокот, денеска Плејаут во едно малце поинакво издание. Денешна гостинка ни е Марија Станковска. Маре, добре дојде во Плејаут. Фала на поканата. Ке те викам Маре, пошто сме многу блиски, ке се сеќаме така малце како во по-пријатна атмосфера, подруштвена. За почеток сакам да зборниме за твоите почетоци. Како првично од дома те открија како талент. Како дознае дека ти знаеш да пееш уствари? Па вака, јас уште, од ко знам за мен, од ко памтам која сум и шо сум, имав жилба за музика, веројатно моите ме откриле потоа што како сите деца си имав некои жилби, се мислев на некој настап и застанував пред огледало со чешел микрофон или дезодоранс микрофон и си имат речено, сигурно ќе биде нешто музичко од чупеток, па веројатно ради тоа се решили да ме пријават на аудиција за на фестивал и натаму се што следуваше. Така, значи во 2000-та се случи твојот прв настап на Тралала со песната и Христијан. Ме интересира се како стигнем до таа аудиција, да речеме, како иде, кој те пријави, дали самата пројави желба, како беше цело прикладно, раскажи ми. Па, еден ден седев дома и татко ми дојде и ми рече сакаш да пееш и му реков секако да сакам. И ми вика те пријавив за на аудиција за Тралала. Ама јас тогаш дека мала сестра ми се скрив зад фотелја. Ама невитно, значи пак дојдов на аудицијата и да премногу имав трема и страв и сите работи, ама која песна беше таму, се сеќаваш ли? Не. Светот има 8 страни, нешто имаше такво. Така. Да, таа ја пеев и помина аудицијата, ми кажаа дека сум примена и многу се израдував. И така. И настапи со Христијан. Да, настапи со дело на Валентин Соклевски. Така. Следуваше, значи, други настапи на други фестивали. Тралала 2001, мислам дека беше, или втора, не знам точно, не се сеќавам, со Мој песната. Тоа му доби награда. Ајде нешто поќе околу тоа, таму како беше чувството? Па таа ми беше фактички последна година кај што настапував на Тралала, ради тоа што годините ми беа за веќе во тинеџерските фестивали. И имаше со награди беше, значи за најдобра интерпретација, имаше баѓи награди, тогаш таа година ја освоив наградата за најдобра интерпретација. И посебно имаше голем удел таа награда ради тоа што беше прва и мотивациона многу. И мислам дека беше заслужена. Ме интересира се чувството кога прв пат влезе во студија, како мало чупенце. Значи дете влегва во студио, слушалки тука, микрофон пред тебе, дали имаше страв, дали имаше трема, како беше тој момент, дали се сеќаваш на тие моменти? Па се сеќавам да, кога влегов, ама не беше ништо страшно, току беше напротив, беше интересно, нешто ново, неоткриено и ме привлекваше баш да видам како е, шо е, за што служи. И си влегов во кабината за снимање, ми клада слушалките и пеев. И толку, значи 5 минути работа, ништо немаше страшно. Долго време снимаше песната или кратко? Не, баш напротив, за многу кратко време ја снимив. Значи, и јас изненадив и ми рекоа и луѓето таму дека беше баш брзо. Така. Сега предлагам да ја погледнеме и песната на Марија со која што доби награда на Тралала, таа е Мој. Па се враќаме во студија.
Продолжуваме понатаму со разговорот, овој пат да преминиме во годините после тралала, после таму, значи Марија порасна, стигна Мегабит. Тие беа едни твои позабележителни успеси, кај што можам да кажам дека јас во тие години кога бев и тинејџер беа доста слушани песните и доста хитови беа барем низ Битола. Ете, тогаш имаше можност на некој од локалните телевизија се појавиш и те дозна битолската публика, сега преку Мега се надеваме малце пошироко, регионално. Кажи ми за тие, тие моменти на Мегабит, Марија како тинејџер, како стигна до Мегабит и како се понатаму? Па Мегабит баш излезе во период кога требаше, му фалеше нешто, значи на Битола, да младите деца, мислам тинејџерите, да се истакнат, да се ги кажат знаењата фактички. И баш ти викам во тој период се погоди. И таму се пријавив, значи со кеф огромен, значи за уште за пеење, за немаше прекин. И првата песна ми беше Денови. И имав уште еден настап после тото, беше дует со Дамјано. Колку време се посветивте на тој настап, кореографија, како се вежбаја, како одеше целиот процес ме интересира за Мегабит. Од аудиција до финално, значи до да настапите. Како одеше целата процедура? Па аудиција мислам дека немаше за тој фестивал. Мислам дека да, беше ревијален плюс, не беше со награди, ништо со ништо. Кореографии самите си правевме, значи изведувачите, немаше некој за да не учи. Туку си викавме група луѓе одбрани наши, што сакавме пример. И да, така. Кажи ми сега, значи Марија потаму продолжи со музиката, се уште, значи се запиша средно музичко. Да. Го заврши, не продолжи понатаму зашто нема да прашам, ќе те прашам сега, значи премина во забавна музика, со хип-хоп, заедно со Баклан. Да. Тој период беше навистина доста и експанзивен за вас и доста популарни песни, доста слушани, по радио вртени, и спотови, фестивали, тука имаше значи многу работа кои што можеш да се пофалиш како изведувач. Ајде кажи ми како почна таа цела соработка со Баклан. Па вака, со Баклан, значи со децата, со Шабацо и со Дексот, прво бевме друштво, значи сите бевме собрани, се дружевме заедно и пак ќе напоменам Шабацо секогаш толку желен за работа, ентузијаст невиден. И сакаше секогаш да направи нешто, да створи нешто негово, значи таа желба од секогаш имало кај него и тоа многу ме радва што уште постои. Сакаше да направи нешто ново, нешто необично. И баш така излезе. Рече, ајде ќе направиме нешто, јас ќе рецитирам и со Дексо исто така, ти нешто поп ќе пееш. И така се деси, значи, излегоа неколку песни со спотчиња со сите работи. И да, беа многу прифатени и беа баги слушани. Значи, јас сум сведок за тоа. И се познава и по прегледите на YouTube, така да не мора ни да... И мило ми е баш што беше така работата, значи, сепак успеа. Да, се појавивте на фестивали. Кај што освоивте многу награди. Ајде нешто за тој настап. Мислам, единствени бевте тогаш, мислам дека и во живо што настапивте на тој фестивал, сите останати беа плейбек. И тоа добивте 3 награди, така? Кои беа? Сеќаваш? Не баш. Не знам дека освоивме 3, ама не знам за шо. И да, бевме ние единствени што настапавме во живо. Меѓутоа имаше и други, значи изведувачи кои исто така беа добри и спремни, без разлика што не одеа во живо. Ете го, на изведувач, кажи ми колку е тешко да се настапува во живо. Па ради тоа што предизвик? Предизвик, мене ми е предизвик ради тоа што поќе сакам да биде во живо, поќе можам да си го слушнам гласот, да слушам како излегва сетото. Не ми е кеф да биде на матрица. Да, точно, најбитно звучувањето. Ама не ми е кеф, например, на матрица да оди ради тоа што не знам, од секој сакам во живо. Може и самата си сакам поќе така за поќе. Иначе не е ништо, мислам, треба, тешко е, бара кондиција, треба играње, треба пеење тука, значи... Вежбавте, значи, кореографија и така натаму? Да, вежбавме, ама сепак треба кондиција, треба многу работи за да успеш да го направиш тоа во живо, да изгледа како што треба. Еден период се префрли во фолк музиката. Да. Кажи ми сега кои ти беа позитивни, кои негативни страни од таа сфера? Вака, секоја музика, самата по себе, значи е убава и сегде има нешто интересно. Значи како во поп музиката, така и во народната, запознаваш нови луѓе, нови места, значи се различни работи. Има убави песни, значи македонски, било какви, значи има убави песни. Сега малце тоа што, например... Лично ти каде се пронајдеш најмногу?
Јас најмногу искрено во поп музиката се пронаѓам, значи почнав со неа и секогаш така ќе биде. Значи, меѓутоа интересно ми беше и во народното, значи имавме убави свирки, места на настапување. Извини што ќе те прекинам, ама поп музиката е дефинитивно твојата боја на глас ти речи, како што треба. Не дека народното не беше како што треба, мислам баш професионално си го работеше во тој период кога што може да те слушнам. Ама сепак поп музиката некако бојата на гласот едноставно ти лежи само на поп. На друго нешто некако не е компактибилно. Не се совпаѓа, да. Да, во овој момент сега сакам да направиме уште еден пресек, да те слушнеме заедно со Боклан да видиме како ќе реагираат гледачите на тоа. Одиме со Боклан и Марија Станковска и до последен здив. Залудно е и не бараш ни рака за спас, со Божен семокен глас, само сигурен одиш до крај, одиш до крај. Свесно верував и сакав да биде се во ред, затворав очи со цел дека се ќе помине, остана горчив спомен што не згради продира, изгубив доверба, затоа на секој не верувам. А дали после се сум станал посилен или човек без чувства, во себе затворен? Неуспехот е само можност да почнеш однова, но со повеќе труд, овој пат помудро. Извлечи поука од ова, изгради став и карактер, можеш се да надминеш само со верба и надеж. После секој пораз стани, исправи се на нозе, се капетана својот брод, не дозволувај да тонеш. Покрај тоа што го имаш, ако не си среќен, нема да бидеш никога, ќе имаш повеќе. После секоја бура, ново утро доаѓа, животот е како игра со која само правуваш. Бар еднаш ранет си бил, вложен до последен здив, но кога боли, залудно е и не бараш ни рака за спас, со Божен семокен глас, само сигурен одиш до крај. Бар еднаш ранет си бил, вложен до последен здив, но кога боли, залудно е и не бараш ни рака за спас, со Божен семокен глас, само сигурен одиш до крај, одиш до крај. Не прави сретни, поразот не прави мудри, а скоро секогаш сваќаш вредност кога губиш. И оваа песна заедно со мене диши, вели верувај во себе, борец до крај биди. Само следи го срцето, избери своја патека, ако ништо друго на крај останува насмевка. Една врата се затвора, втора се отвора, не гледај во затворената, ќе ја пропуштиш другата. Ако моментот е сон сега, оствари го, ако противникот е силен, ти победи го. Кога е тешко, затвори очи, само тивко воздивни. Тоа што го греби срцето не оставај да го скрши. Единствена подкрепа е твоја само доверба, само така денес можеш да извоиш победа. Животот бил и ќе биде нож со две острици, ти биди последен воин кој на нозе ќе се подигни, на нозе ќе се подигни. Бар еднаш ранет си бил, вложен до последен здив, но кога боли, залудно е и не бараш ни рака за спас, со Божен семокен глас, само сигурен одиш до крај. Бар еднаш ранет си бил, вложен до последен здив, но кога боли, залудно е и не бараш ни рака за спас, со Божен семокен глас, само сигурен одиш до крај, одиш до крај. Вложен до последен здив, но кога боли, залудно е и не бараш ни рака за спас, со Божен семокен глас, само сигурен одиш до крај, одиш до крај. Продолжуваме понатаму со разговорот. Денешна гостинка е Марија Станковска. Зборувавме за незините почетоци, за Тралала, за Мегабит, за соработката со Боклан. Сега продолжуваме со тоа што да го очекуваме од тебе. Најново нешто што ти го направи е каверот на Cheap Thrills. Предходно имаш еден друг кавер, под едно инкогнито име Ула се правиш, каде што не се гледаше дека си ти многу познае, дека си ти поради твојата препознатлива боја на гласот. Многу пофалби имаше за него, сега се очекува и пофалби за овој кавер. Како стигна идејата за тоа? Како дојде идеја да снимиш баш на Cheap Thrills? Па седевме една вечер надвор и песната почна на радио
И така, толку беше, значи секундарно. Снимаме, правиме. И во еден ден направивме. Во еден ден направивме се. Да. Значи, други планови некои за овие, мислам, ќе снимаш натаму авторски песни, планираш, ајде, кажи ми кои планови ти се идни? Па како што се договоривме, прво ќе оди серија од кавери, да видиме значи како ќе биде од ова повторно враќање мое на поп сцената, значи прво ќе одат каверчиња неколку, да видиме како ќе биде. Кавери ќе бидат тие на популарни песни или ќе бидат на македонски можеби? Не, македонски сега за сега не, ама популарни да. Ќе бидат некои што се, мислам според мене интересни, позитивни. Па искрено има многу малце песни што ми се бендисват и некако не ме тера да снимам на нив кавери. А има постари песни што стварно ми се бендисват. На нив може. Ајде на твое мислење, дај ми за денешната сцена во Македонија. Значи, нешто се случува, многу млади не ја слушаат, многу ја слушаат, некако поделени се мислењата. Не слушам македонска, оти, не знам, текстот не ме вендисва, продукцијата не ме вендисва. Нешто има што фали во музиката. Што е тоа што фали, како млад изведувач кој допрва би се истакнал? Што сметаш дека треба нешто да се смени за да биде музиката во Македонија како што треба? Па како прво, значи самите луѓе треба да смениме во нас, ради тоа што има значи македонски изведувачи што се добри и што вадат убави песни, ама не му даваме шанса да ги слушнеме, значи пак ќе речам, кој сме наклонети кон српската музика. Кој не дава шанса? Медиумите или? Никој не дава шанса, значи ни во кафичи одиш и пуштат српска музика, пример, значи зошто? Имаме убави македонски песни што вреди да се слушнат. Значи да ги запознајме. Не можеме да ги запознајме ако не му дајме шанса. Значи српската музика сепак мислам дека треба малце да намали, ради тоа што многу луѓе се посветнаваат на неа и затоа иначе реално многу конкуренција сега има и во поп музика. Да, има, се што ништо ново не се случва во поп музиката, каде што на пример дете ти прилика каде можеш да се стекнеш. Да, тоа гледав баш дека многу луѓе, значи поп изведувачи најмногу, се префрлија на народна музика, на звезде гранда музика, на Пинковиќ звезде музика, на нешто Адил музика, таква работа. И тие се убави песни, јас не велам, не, сум ги пеела, ама сепак сме Македонија и треба да го поддржуваме нашето, македонското. Значи, Србија нека си биде нивно, кај нас е македонското наше. Треба поќе да му дајме шанса на нашите, јас така мислам. Добро, колку е да се префрлиме на каверите? Чип Трилс е најновата што ќе ја слушнеме на крајот од овој разговор, полека се ближат и минутите за да го завршиме разговорот. Кажи ми, колку е тешко да се изведи сија? Па, ова песна што ја снимав, баш мислам дека ми легна. Не знам дали англискиот јазик, дали општо музиката ми беше интересна. Добро, баш не е баш добро со англискиот, ама... Така, ама сакаш да кажеш дека не ми е добар англиски. Ти баш добро го изведи англиски, нема да кажам така. Мајтав. Добро, иначе не ми беше воопшто тешко, со кеф ја снимив песната и знаев дека ќе излезе нешто супер. Така. Значи, следни кавери би ти биле некои такви позахтевни во однос на вокал или по лајт, што би рекле евровизијски призвук? Јас сакам песна само да ми се бендиса. Значи, сакам да ме напред да се осеќам убаво кога ќе ја слушнам. Значи, да е позитивна, да е певлива песната, толку треба за мене за песна. Значи, не е битно, има и тешки песни, да, доколку можам да ги спеам, ќе ги спеам, ама ќе можам сигурно, така да нема врска дали е тешка, дали е лесна, битно е да ме бендиса, да се осеќам убаво. Така. Ете за крај сега само сакам да ми кажеш или дупатиш некоја порака на младите таленти, некој твој совет од твоето искуство што си го собрала во овие години, на кој пат да чекорат и кој е оној вистинскиот пат за да стигнат до успехот? Па вистинскиот пат до успехот не го знам ни јас. Значи, ама единствено што можам да кажам е, значи никој никогаш да не се откажува. Секој треба да си го следи сонот. Ако на некој му е сон да биде музичар, да биде пејач, треба да се фокусира на тој и да оди по тоа. Значи нема откажување. Значи тоа е тоа. Тоа сака да го Да, тоа е дефинитивно нештото. Марем, фала за присуството во Плеаут, фала за тоа што ја прифати поканата да бидеш моја гостинка. А ние во продолжение ја слушаме и Чип Трилс, новиот кавер на Марија Станковска. Come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on.
Тоа беше се за денес. Се што пропуштивте може да погледнете на фан страната на Плеаут на Facebook. А вие понатаму останете со нашата програма и имајте убав остаток од денот. Поздрав и се гледаме утре.